Пекол во главниот град, Скопје ги живее најтоплите денови во последните години. Воздухот е врел, асфалтот гори, а температурите се искачија над 40 степен. Улиците се празни, сенките стануваат спас за граѓаните кои викендов се во главниот град. Неиздржливото време предизвикува здравствени проблеми кај граѓаните, колапси по улици, слабост, отежнато дишење. Итната медицинска помош веќе бележи интервенции и покрај апелите граѓаните не секогаш ги следат препораките. Од итната медицинска помош велат дека утрото започна бурно. До 11:15 минути веќе имаме 3 колапси, што е голема бројка. До крајот на денот се надеваме дека нема да има многу колапси. Едната беше во домашни услови, а другите двајца на јавни места. Повеќе се жалат граѓаните на варијации на крвниот притисок, отежнато дишење, вртоглавица, малаксаност, сето тоа заради топлото време. За жал, голем број на граѓаните не ги почитуваат препораките дадени од страна на сите медицински лица. Значи се знае периодот од 11 до 17 часот да не се излегува безпотребно. Тие што излегуваат, што мора да излегуваат, значи да носат полесна облека, заштитна опрема, наочари, капа, чадор, да носат со себе шише вода, значи да внесуваат доволно течност и да пазат на исхраната што полесна храна. Редовната терапија да си ја земат во консултација со матичниот лекар. Некои ги слушаат препораките, други пак не. Повеќето бараат полусенки како привремено спасение од неподносливото жешко. Па сега идам од кафичот и пие вода, да. Но обично носам. Па доста се почитуваат. Носиме. Горе-долу да, сега немам вода со мене и такви работи, али се пазам од сонце и идам у сенка цело време, така да, глобала, да. Ја не ги почитувам, да ви кажам наискрено. Си сакам топло, убаво ми е. Дојдем со малце да прошетам. Не живеам туку во Македонија, иселен сум веќе 5 години. Меѓутоа, ја сакам оваа топлина и мене ми убаво. Па, ги почитувам поголемиот дел од времето, али кога мора нешто се пазари да се искачи. Гледам сенки да користам. Поштувамо, не идем у топлото, дома седиме. Сега до 11 и готово. Според метеоролозите, ова би требало да биде последниот ден од најсилниот топлотен бран годинава. Од утре благо освежување и мал пат на температурите. Но додека жештината не попушти, повикот останува ист. Внимавајте на здравието и хидрирајте се.